Здраво! Денес ќе имаме една многу интересна приказна, повеќето од вас ја знаат. Се вика Верниот оловен војник. Си беше еднаш едно дете кое за роден ден доби кутија со оловни војници. Сите војници изгледаа прекрасно, но на еден војник му недостигаше една нога. Може би затоа што немало доволно метал за да биде целосно довршен. И покрај тоа овој војник стоеше гордо и исправено како пушка. Му беше омилен на момчето. Кутијата со оловните војници ја стави близу еден преубав картонски дворец со ограда од ковано железо и разнобојни цвеќиња и грмушки кои изгледаа како вистински. На влезот на дворецот стоеше една убава балерина со златна коса. Исто така направена од картон. Таа стоеше на врововите од прстите на едната нога, додека другата нога високо крената во арабеска и беше покриена од долгиот балетски фустан. Кога војникот ја здогледа, мислејќи си дека и таа има само една нога, веднаш се заљуби до уши со неа. Љубовта ме погоди, здраво, со златна стрела во срцето право. Едно знај, иако една нога немаш, од љубов здив ми земаш. На полнок, кога сите спија, играчките оживуваа и почнуваа да шетаат по собата, војникот со една нога излезе од кутијата заедно со неговите другари војници, марширајќи во колона, и застана онамо од каде што можеше заљубено да гледа во балерината. На неговите погледи полни со љубов, таа му одговори со насмевки и кимнувања. И таа го љубеше него. Следното утре, момчето го најде војникот надвор од кутијата, па го зеде и го стави на прозорската штица. Наеднаш силен провев го одува војникот долу на улицата преполна со луѓе. Веднаш потоа дождовните капки, големи колку топовски ѓулиња, почнаа да паѓаат врз војникот. А шумна кашлива вода почна како река да тече по улиците. Момчето истрча да го бара, но многу текочи и минувачи сосема го зацкрија. Разочарано момчето се врати дома, плачејќи поради загубата на неговиот омилен војник. Две деца, кои си играа со хартиено бродче, го здогледаа војникот и решија да го пуштат да плови по надодената вода. Немената вода го однесе бродчето во канализацијата. Во таа смрдлива темница војникот се исплаши и постојано мислеше на неговата љубена. Иако не сме заедно сега, мислата сал по тебе ми бега. По некое време водата од канализацијата излезе надвор од градот. Брзото поточе се слеа во едно езерце, а оловниот војник изведе фантастичен скок од водата. Додека тонеше, една голема риба си помисли дека е тој вкусен залак и го проголта. Сосема случајно, таа риба ја улови еден рибар кој потоа ја продаде рибата на готвачката на семејството на момчето. Таа ја распори рибата за да ја исчисти и веднаш го препозна сиротиот војник. Момчето беше пресрекно што му се врати неговиот омилен војник и триумфално го однесе во неговата соба. Погледите на војникот и на балерината повторно се сретнаа и тие разменија сладки насмевки. Но што момчето забележа дека војникот смрдеше на риба и неговата бојна се изљупила, извика: "Бјак! Не го сакам веќе!" И го фрли право во огновите на каменот. Војникот почна да се топи пред очите на балерината. Одеднаш низ собата профучи силен провев која крена балерината во воздух, а таа се спушти со грациозна пируета право во огнот. Стопениот метал од војникот и толплата пепел од балерината се споија во нежна прегратка. И од тој миг веќе ништо не можеше да ги раздели. По ништо друго срцево не копне, љубавен оган во нас бесне. Толку за денес, се гледаме утре. Чао на сите.